До кога градоначалникот Владимир Талевски и Советот на општина Битола ќе работат против интересите на своите граѓани? До кога од Битола ќе правиме неатрактивно место за градба и инвестиции? До кога ќе бидеме слепо црево и провинција во која никој не гледа перспектива? Тоа се трите прашања на кои општинската организација на новата социјалдемократска партија побара одговор од локалната власт. Локалниот лидер Благојче Котески прашањата ги подкрепува со податоците за рекордната невработеност во државата и зголемените режиски трошоци. За жал, мора да ги подсетиме нашите сограѓани дека од почетокот новој месец, значи од денес, ќе добијат нови, повисоки сметки. И тоа за вода, 117% повисока сметка. Тоа значи дека еднопросечно семејство кој досега плаќаше 500 денари за вода, сега од својот семеен буџет ќе треба да издвои 1085 денари. Со водата оди покачување на сметката за канализација која представува 40% цената на водата. Тоа значи дека сега наместо досега плаќаните 300 денари ќе треба да се издвојат 651 денар за канализација. Од нова година поскапи струјата, и тоа за скоро 10%. Тоа значи дека едно семејство кој се грее на дрва, што значи троши значително помалку струја од прилика 2000 денари, сега ќе треба да плати 2200 денари. А ако се грее на струја и плаќа 6000 денари, сега ќе плаќа 6600 денари. Во овие студени денови некои се подсетуваат како беа деновите кога имаат централно грејење. Исто така се подсетуваат и наветувањето на општиноначалникот дека ќе обезбеди граѓаните во Битола во 21. век да имаат централно грејење. Може би ова ќе го реализира кој ќе заврши изградбата на фонтаната, па ќе сечи лентата заедно со споменикот на Филип. Како ова да не беше доволно, вели Котески, на последната седница на Советот на општина Битола, советниците на мнозинството изгласаа нов правилник во кој стапките за градење на нови објекти во Битола се на рамниште на луксус. Досега за складиштен простор не се плаќаше ништо. Сега 30% од 2150 денари по квадрат или 645 денари. Досега за балкони не се плаќаше ништо. Сега 20% или 430 денари по квадрат за балкон. Досега за поткровје се плаќаше 10%. Сега 20% или 430 денари по квадрат ако е над зидок до 1,5 метар и 50% или 1075 денари по квадрат ако се над зидок над 1,5 метар. Досега за визби се плаќаше 10%. Сега 50%. Новата социјалдемократска партија смета дека светската економска криза и последиците од неа се само алиби на актуелната власт за лошата економска политика. По зачестените најави за формирање на силен опозицијски фронт во кој спаѓа и НСДП, оттаму порачаа дека нема да стојат немо настрана, туку ќе бараат подобрување на ситуацијата во која се наоѓа Македонија и Битола.